Добро, најпрво да се заблагодарам на медиумите што и овде во Струмица се денеска со нас, како дел од акцијата практично која што ја спроведуваме, речи се веќе 2 месеци. Важно е, од тебе зависат промените. Ќе повторам како многу пати досега што кажав, на овие избори кои што за неколку месеци од денеска ќе се случат, приоѓаме многу темелно, многу стратешки. Практично сакаме да слушнеме преку една директна интеракција со граѓаните и групи на граѓани, што е она што е важно, што е она што тие очекуваат од ВМРО ДПМН откако ќе формира владата на Македонија за неколку месеци од денес, затоа што не сакаме и ние да бидеме причината еднаква на причините кои што се случуваа изминативе повеќе од 3 децении, а тоа е доаѓаат политичарите, даваат ветувања, не ги реализираат тие ветувања, нереализирањето на тие ветувања подразбира разочарувања, луѓето си заминуваат од Македонија, Македонија се празни, на една држава која што ќе се испразни, практично го доведува под знак прашање и незиното постоење. Во оваа предкампања или во оваа така наречена теренска акција, важно е од тебе зависат промените, сакаме да упатиме порака дека во промената треба да зема учество секој граѓанин. За неколку месеци од денеска ВМРО ДПМН ќе ја формира идната влада, но истовремено сакаме да повикаме на мобилизација, на масовност, да застанат заедно со ВМРО ДПМН граѓаните, затоа што голема победа, 61 пратеник, ќе значи спроведување на реформи и трансформација на Македонија, бидејќи на Македонија не и требаат козметички реформи, туку и требаат суштински реформи со кои што ќе се трансформира како држава. Доста е од циркузанти во политиката, доста е од политички криминалци и измамници. Треба конечно да дојдат луѓе кои што имаат јасна визија, стратегија и знаат како. Сакам уште еднашка да потенцирам дека носечки проект на идната влада на ВМРО ДПМН ќе биде проектот така наречен децентрализација на повеќе од 250 милиони евро од централниот буџет кон општините. Истовремено овде од Струмица сакам да упатам порака дека нема како владата на ДУИ и СДСМ да ги двоиме општините, градоначалникот бил од ВМРО ДПМН, градоначалникот бил од СДСМ или ќе бил, не знам, од БЕСА, Алијанса за албанците, ДУИ или некој независен. Подеднакво ни е важен секој квадратен метар територија на Македонија и секаде подеднакво сакаме да инвестираме и ќе инвестираме, така и случајот во Струмица и покрај што тука имаме градоначалник што доаѓа од редовите на СДСМ, барем уште тие година и половина до крајот на 2025-та, кога и тука очекуваме конечно да има промена на градоначалничкото место во Струмица, но барем во тој период го повикуваме градоначалникот да прави што е можно повеќе проекти, бидејќи во Струмица планираме да инвестираме надвор од буџетот на општината околу 6,5 милиони евра, тоа е 26 милиони евра од буџетот директно за проектите овде во општина Струмица. И затоа ја користам оваа прилика од овде од населено место Банско да го повикам градоначалникот да прави проекти, бидејќи веднаш после ребалансот, односно формирањето на владата и ребалансот, планираме да упатиме повик до сите општини во Македонија да достават проекти, за да може владата да ги финансира, бидејќи луѓето во Македонија имаат суштински проблеми, немаат организирани канализацијски системи, немаат водоводни системи, немаат асфалт, многумина немаат ни градинки, ни училишта и тие се потребни и текако многу. Така што ја користам оваа прилика уште еднаш да го повикам градоначалникот на Струмица да работи проекти без разлика што е од СДСМ. Ние ќе бидеме влада на сите граѓани во Македонија, да ги достави тие проекти и тие проекти да ги финансираме. Уште еднаш сакам да им се заблагодарам на граѓаните низ Македонија. Во овие 2 месеца навистина стегнавме многу раце, слушнавме многу мислења, слушнавме што им е важно. Денеска ќе слушнеме што е важно овде во Струмица. Подготвени сме, сакаме да влеземе во една внимателна кампања со внимателни ветувања, без да ветуваме чуда, ние не сме чудотворци, чуда се невозможни. Сакаме тоа што ќе го ветиме да го испорачаме, а граѓаните да не држат за збор. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Господин Мицковски, споменувате сега буџетот за наредната 2024 во Македонското собрание, тоа е рекорден до сега, околу 5,5 милиарди евра, последниве 4-5 години е се поголем и поголем. Власта вели дека
е развоен и служи за подобрување на состојбата на граѓаните, меѓутоа статистиката ни го говори сосема спротивното. Дали можеби буџетов е развоен, не знам, само за функционерите и олигарсите на СДСМ и ТУИ? Видете, од 2018 година 6 години потрошија повеќе од 25 милиарди евра. Еве, граѓаните низ Македонија треба да ги прашаме што направија со овие 25 милиарди евра. Колку километри автопат направија, освен тоа што беше речиси готово, па го дозавршија, би рекол, и наследено од претходната влада на ВМРО-ДПМН. Гледате што се случува со проектот на автопатот од Кичево до Охрид, застој целосен, па сега на отворена сцена имаме политички и криминални калкулантство. Најавија проект, потрошија повеќе од 200 милиони евра, буквално ниту една шајка не закова, а потрошија веќе 200 милиони евра. Се што ветија ништо не испорача, вклучително и ветувањата што ги направија овдека во Струмица. Се сеќавам на индустриската зона Сачево, појдете таму да видите од најавените десетици инвестиции дали еден темел е ставен. Но тоа е што е. Сега, ако биле добри, немало да бидат вакви очекувањата од ВМРО-ДПМН како идна влада. Ние сме подготвени, озбилно, сериозно да ја трансформираме Македонија. Не треба повеќе да жалиме за она што изминативе 6 години се случи, направија катастрофа и затоа ќе заминат. И потоа треба да тие водат сметка што понатаму со нивната политичка партија. Ние како ВМРО-ДПМН имаме јасен план, затоа со мене денеска се тука и пратеничките од парламентот, луѓето од општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, од централните комисии, членови, активисти, граѓани од општина Струмица, кои што навистина сакаме да слушнеме што е тоа што треба да го ставиме како прв приоритет. Имаме јасен план и ќе продолжиме и понатаму. Потрошија многу пари, за жал ништо не испорача. Се помал е лимитот за изработка на големи суштински проекти, но ние треба основните потреби прво на граѓаните да ги реализираме. Граѓаните имаат потреба од основни потреби, односно како што кажав, елементарни услови за живот. Кога тоа ќе го завршиме, можеме да зборуваме за нешто поголемо. Да го завршиме она што е почнато. Тоа што е почнато, представуваат многу споменици во Македонија, каде и додите ќе видите споменици од некое време, не споменици како споменици, туку проекти почнати, запуштени, незавршени. Тоа да го завршиме прво. Јас ви гарантирам дека секој граѓанин ќе биде веќе со поинакви чувства, односно дека имало некаква надеж. Денеска луѓето немаат надеж, изгубена е надежта. Споменавте дека за последниве 6 години се потрошени 25 милиарди евра. Денеска е меѓународниот ден на студентите. Што конкретно има владата направено за подобрување на стандард? Можеби тука сум најповикан од прво лице да зборувам. Зошто? Затоа што сум и универзитетски професор, со студентите се гледам, би рекол, неколку пати неделно и разговараме и на часовите и на приемните термини. Ништо немаат направено. Во Скопје појдете, ветуваа во студентскиот дом Стив Наумов дека ќе никне студентски град. Ништо нема направено, 6 години, буквално, ниту лопата немаат фрлено. Тоа е што е. Ситуацијата е таква каква што е, ќе остават навистина пустош, држава која што постепено се празни, разочарани со граѓани кои што немаат надеж, луѓе кои што се одселуваат, многу криминал, многу корупција. Вие споменавте, пред се богатеа олигарсите блиски до врхушката на СДСМ и самото раководство на СДСМ. Мора тоа да го промениме. Ке повторам, имаме план, имаме визија, имаме стратегија, знаеме што треба да направиме. Тоа е што е. За тоа што е криминал и корупција ќе има одговорност, а за останатото треба да ги засукаме ракавите и да направиме нешто за Македонија и за овој народ. Така, господине Мицковски, во тек во моментот е протестот пред влада на синдикатот на УПОС. Судската администрација никако не може да излобира повисоки плати, но и односно да се оние прековремени часови доплата на време, доплата на работа. Според вас, што треба да се направи? Дали може владата конечно да се излобира и да се одговори на нивните барања? Видете, протестираат земјоделците, протестираат пензионерите, протестираат буквално сите во Македонија, само на еден му е добро, па го гледаме како вчера ги забавува гостите во еден локал во Белград, а тој е премиерот Ковачевски. Тој си пее, луѓето се мачат, протестираат.
и резултатот од се тоа ќе дојде за него на избори. Но она што е важно е дека се што ветија ништо не исполни. Повторно ќе кажам, тоа што е криминал и корупција ќе има одговорност, а за останатото ВМРО ДПМН има јасен план, знаеме што правиме и каде треба да ја водиме Македонија. Имате ли нови детали околу координацијата за датумот за изборите, имајќи го предвид дека ви вчера веќе најавија дека започнаме разговори со СДСМ и дали вие како партија имате некакви контакти и комуникација со партиите од власт? Па видете, има напредок. Слушнавте што кажа Османи, слушнавте што кажа Таравари. Добро е што полека, но сигурно се опаметуваат, имајќи предвид состојбата финансиска во Македонија. Добро е што ќе бидат заеднички изборите, барем од тоа што го слушнавме. Бидејќи предпоставувам на Ковачевски му требаше да биде охрабрено дали од Бујар, од Арбен, за да конечно ја свати реалноста. Така што добро е што ќе бидат изборите заедно. Ја поздравувам таа одлука на коалиционите партнери во владата. Предпоставувам дека деновиве брзо ќе биде и датумот. Ние дадовме еден предлог во јавноста за датум кога би ако бидат редовни би бил добар датум, тоа е 8 мај, вториот круг председателски со парламентарните, 24 април првиот круг со председателските избори, или пак ако бидат ворени, цениме дека 14 април со 31 март се добри датуми за одржување на председателски парламентарни избори.